Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата по географија. Јас сум Сашко Стефановски и во наредните минути ќе бидам вашиот наставник по географија. Денес сме во 7 оделение, а имаме за задача да разработиме дел од темата енергетски извори и рудно богатство на Република Северна Македонија, односно наставната единица хидроенергетски потенцијал. Што ќе треба да знаете по завршувањето на овој час? Ќе треба да знаете кои се главните извори на енергија со кои располага нашата земја. Ќе знаете со каков хидроенергетски потенцијал располагаат нашите реки и како е тој искористен. Исто така ќе знаете кои се нашите најголеми хидроцентрали и истите да ги пронајдете на географската карта. На тој начин подобро ќе ја запознаете татковината, а затоа и подобро ќе ја сакате. Се зголемува и географската писменост кај вас, односно вештините за работа со географска карта. Сега да преидеме на главното. Енергијата е основа за сите активности на човекот. Без енергија светот едноставно ќе застане. Поминатото човекот во главно ја користил својата сопствена енергија, а со текот на времето научил да ја користи и енергијата на природата. Кои се природните ресурси што човекот ги користи како енергетски извори? Тоа е водната или хидроенергијата, која што од најдавнешни времења ја користи човекот, да ве потсетам само на водениците што ги има порано градено. Јагленот го користиме како енергетски извор за топлинска енергија. Дрвото, кое што во последно време остана само како енергетски извор во руралните средини и за затоплување на дел од нашите домови. Сончевата енергија како алтернативен извор на енергија се повеќе се користи во нашата земја. Нафтата и природниот газ. Ајде да видиме со кои енергетски извори располага Македонија. Хидроенергија имаме. Хидроенергетскиот потенцијал на нашите реки ќе видиме во наредните минути е задоволителен. Наоѓалишта на јаглен исто така има во нашата земја, не се тие наоѓалишта од некој поквалитетен тип на јаглен, од лигнит, меѓутоа го користиме како енергетски извор во нашите термоцентрали. Дрво имаме во доволни количини, иако во последно време се користи само во руралните средини и за затоплување на дел од нашите домови. Сончевата енергија е многу актуелна. Фотоволтаичните централи веќе се градат во Македонија и нивниот број се планира да се зголемува. Нафтата, за жал, ја нема во Македонија, меѓутоа имаме пронајдено на повеќе локации лежишта на нафтоносни шкрилци, од кои што би можело да се добива нафта, меѓутоа сегашната технологија, процесот на добивање нафта од овие шкрилци е многу скап, па овие шкрилци ќе останат сега за сега како длабоки резерви, а со нафта ќе се снабдуваме од увоз. И природниот газ е еколошко гориво и доста ефтино, но и него го добиваме само од увоз, со увоз од други земји. Водата е најефтин и најчист, а воедно и обновлив извор на енергија. Таа ја има во изобилие и постојано се обновува. Нашите реки имаат многу голем хидроенергетски потенцијал, но тој би бил уште поголем во колку климатските услови во нашата земја би биле малку поинакви, односно количествата на врнежи би биле поголеми. Треба да се научиме да ја користиме силата, односно енергетскиот потенцијал на водата што може повеќе, бидејќи во некои држави искористаноста на хидроенергетскиот потенцијал е поголем од 100%. Додека во нашата земја хидроенергетскиот потенцијал на реките изнесува околу 6,4 милиарди киловат часови, но за жал искористаноста е само околу 20%, или искористени се само 1,3 милиарди киловат часови. Во колку би била искористеноста 100%, тоа потполно би ги задоволило нашите потреби со електрична енергија. Но за жал, со ова производство задоволуваме само 20% од
потребните количества електрична енергија, додека најголемиот дел, околу 80% скоро, ги задоволуваме со електрична енергија произведена во нашите термоцентрали. Или земано во целост, 90% од целокупната електрична енергија во нашата земја ја произведуваме самите, а 10% од увоз. До сега имаме вкупно изградено околу 16 поголеми хидроцентрали, 8 од нив се проточни, а 8 се акумулациони. Првата хидроелектрична централа е изградена во далечната 1926 година на реката Пена и го носи истото име Пена, додека последната хидроцентрала се вика Козјак, изградена на реката Треска во 2004 година. Низината изградба траеше 10 години со мали прекини. Да го погледнеме сега распоредот на хидроцентралите во нашата земја. Вруток е нашата најголема хидроцентрала, потоа доаѓаат Шпилје, Тиквеш, хидроцентралата Глубочица, хидроцентралата Козјак, хидроцентралата Равен и хидроцентралата Вруток. Единствена поголема хидроцентрала во источниот дел на Македонија е хидроцентралата Калиманци, на истоименото езеро на реката Бригалница. Може да забележиме дека концентрацијата на хидроцентрали е многу поголема во западниот дел на Македонија отколку во источниот. Причините веројатно ви се јасни. Западниот дел е претежно планински, каде што имаме планинска клима, со изобилство на врнежи кои достигнуваат и по 1000 мм годишно, додека источниот дел на државата е значително понизок и со посушна клима. Исто така може да забележиме дека по долината на реката Вардар, односно на самата река Вардар, немаме изградено ниту една хидроцентрала. Кои се причините за тоа? Веројатно, ако размислите, и сами ќе дојдете до решение. Постојат повеќе причини. Како прво, по долината на реката Вардар се протегаат главни наши сообраќајници, меѓународни патишта, како што е железничката пруга Скопје-Атина и автопатот Е75. Исто така, по Вардари тој е нашиот најнизок, а воедно и најплоден дел, па со градба на акумулации би дошло до губење на значителни количества, односно површини, плодно обработливо земјиште. Исто така, по долината на Вардар имаме и многу населени места, би требало и тие да се дислоцираат, и за крај реката Вардар е меѓународна река, која што ни припаѓа нам и на нашиот јужен сосед, па за било какви зафати на неа би требало да бидеме во соработка со Грција. Па затоа во иднина не се планира градба на хидроцентрала на реката Вардар, иако според некои пресметки анализи можно е на 25 места да се изградат хидроцентрали на реката Вардар, но за сега тоа е само теорија. Ова се нашите најголеми хидроцентрали, но не се единствени. Можеме да споменеме уште некои, еве Зрновци, кај Кочани, кај Куманово, Глажње и Липково. Ја имаме овде Дошница, потоа Сапунчица и други хидроцентрали. Да погледнеме сега неколку фотографии од нашите најпознати хидроцентрали. Ова е хидроцентралата Вруток, самиот влез. Ова се турбините. Хидроцентралата Шпилје, изградена на Дебарското езеро. Гледате се сега дигитализирано, модернизирано. Хидроцентралата Тиквеш, на Тиквешкото езеро, кој е наше најголемо вештачко езеро. Хидроцентрала Козјак на реката Треска. Хидроцентралата Глубочица на Црни Дрин.
и хидроелектричната централа Калиманци на истоименото езеро на реката Брегалница. Се надевам дека ви беше интересно, дека немате проблеми ова да го запомните. Ако сакате да знаете повеќе и да си го проверите вашето знаење, ви советувам да го посетите линкот што ви го посочувам и таму на еден забавен начин да го усовршите вашето знаење по географија. Тоа беше се за денес. Се гледаме во некоја наредна прилика.